Матурантите од општина Газибаба имаа можност да се запознаат подетелно со програмите и насоките што ги нудат факултетите на територија на општина Газибаба во рамки на отворените денови што денеска се одржаа на плоштадот Автокоманда. Како што истакна градоначалникот Борис Георгиевски, овие отворени денови се организираат за прв пат во општината за да можат на едно место да се информираат идните студенти за можностите кои ги нудат факултетите. Градоначалникот Георгиевски додаде дека факултетите денес нудат повеќе можности во повеќе области. Станува збор за тешки наставни програми како што се природно-математичкиот факултет, земјоделски факултет или шумарски факултет, но овие гранки кои ги нудат токму овие факултети се и дефицитарни во државата, а со тоа и понудата за вработување е поголема. Секако дека се тешки факултетите, брцошите имаат голем интерес за овој вид на факултети, од причина што сите занимања на земјоделскиот, шумарскиот и природно-математичкиот факултет се дефицитарни. И од таа причина дека се интересни, покажува и примерот дека како општина го препознавме таа потреба од нивна страна и заедно со факултетите кои што гравитираат на нашата општина ја правиме токму за оваа цел, да им го приближиме, да биде поатрактивно, да бидат подобро запознаени со идните наставни програмски содржини на факултетите и изборот на својата професија. Ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски, истакна дека идните студенти ќе се запознаат со наставните програми кои ги има над 100, кои се кредитирани и усогласени со Европскиот кредит трансфер систем и Болонјската декларација, кои постојано се осовременуваат за да бидат усогласени на европските програми и директиви од овие области. Овој кампус при општината Газибаба фактички представува еден убав голем комплекс на згради со над 50.000 квадратни метри, потоа над 20 амфитеатри, над 100 предавални, над 200 лаборатории за студентски активности, за научно-истражувачка работа. Сето тоа представува една убава основа и база која што е предуслов за добри студии, квалитетни студии, за добивање на квалитетно знаење. Ректорот Јанкуловски додаде дека интересот на студентите е се уште задоволителен, така што универзитетот е задоволен со бројот на студенти кои се запишуваат на овие факултети. Инаку на отворениот ден имаше представници од Природно-математичкиот факултет, од Шумарски факултет, Ветеринарен, Факултетот за дизајн и технологии на мебел и интериер, како и Земјоделски факултет. Со што ќе ги привлечете идните студенти на вашиот институт? Нашиот институт е институт за хемија и мислам дека можеме да ги повлечеме идните средношколци, тоест сегашните средношколци, за да учат многу. Мислам дека нашиот институт има многу добар кадар, прво, и второ има доста спремни лаборатории. Значи, ние сме од Факултетот за дизајн и технологии на мебел и интериер. Кај нас постојат два смера. Едниот е дизајн ДМ или дизајн на мебел и интериер, а другиот е ИМД, односно инженерство на мебел и дрва. И сега нашиот факултет е 4+1, тоест 4 години и една мастер. Па има доста заинтересираност, квотата секогаш се пополнува, така да им се свиѓа на децата. Кај нас традиционално, значи при Универзитетот Свети Кирил и Методи, од овој кампус, кампусот на биотехнички факултети, особено се издвојува онаа теренска настава, односно спојот на следењето на настава преку теорија, односно кабинетска настава, и сето тоа за време на речиси сите семестри колку што се изучува, значи тоа се 8, се придружени со потврдување на теоретското значење преку извршување на теренска настава на околните планини, изучување на шумските заедници, изучување на урбаното озеленување, поточно на јавни и на приватни зелени површини, во рамки на 3 студиски програми, и тоа шумарство, она по кој што сме препознатливи, бидејќи сме единствен факултет, односно високо научна наставно-образовна институција во Македонија, потоа студиската програма екоинженеринг и екоменеджмент, или се почесто она што луѓето го препознаваат како
оценка и проценка на влијание на активностите врз животната средина и секако урбаното озеленување, поточно пейзажното дизајнирање кое е придружено со дел од проектирање, односно идеи на студентите или идните проектанти за урбани зелени површини. Покрај презентацијата на факултетите, присутните се забавуваа со културно-уметничка програма во организација на општина Газибаба.